Продолжуваме со емисијата. Тука го имаме Димитар Николовски, извршен директор на Евротинк. Добре дојавте во студио 10. Ви благодарам на поканата. Кога зборуваме за евроинтеграциите, тоа е тема број 1 во држава, особено после темата за менување на уставот, за ставањето на бугарите во уставот. Знаеме на кое политичко ниво се издигна таа приказна, се веќе зависи во државата од тоа, поврзано и со изборите и така натаму. Но последно што дојде е онаа изјава на Борел, на високиот представник од Европската унија, која на некој начин може би предизвика едно изненадување и во земјава, не само во Бугарија, каде што кажа дека Северна Македонија, ја цитирам, забележува добар напредок од европска страна, нема ништо што би го блокирало низиното приклучување кон Европската унија. При тоа приклучување стриктно ќе бидат почитувани европските принципи и стандарди, но билатералните прашања не треба да бидат обврзувачки и нема да го одредат процесот на приклучување. Ова е особено нешто што предизвика реакции во Бугарија. Како што кажав, изјавата предизвика и изненадување и во земјава. Како вие ја гледате и оценувате? Па би ја нарекол фактички точна, но несрекно формулирана. Значи, самиот проблем со Бугарија беше внесен како дел од преговарачката рамка, со нашето прифаќање на францускиот предлог. Така да веќе тоа станува европска позиција и не се третира како билатерално прашање. Така да кога Борел тоа го вели, тој вели вистина, затоа што било нешто што би било надвор од таа прифатена преговарачка рамка и заклучоци на Советот и така натаму, тогаш тоа би било некоја билатерално прашање. Меѓутоа, она што е содржано во она што ние го прифативме како францускиот предлог, тоа веќе не е билатерално, туку се однесува на нашите односи со Европската унија. Сега, тој така го кажал, имаше некоја среќа кај нас, би рекол, некое задоволство и некој револт на бугарска страна. Видовме и како председателот Радев реагираше на оваа изјава. Меѓутоа, предпоставам дека и е обид на Борел да се создаде некоја добра волја тука, особено пред да настапи моментот за уставните промени, доколку тие се случат, да се создаде една подобра волја, да се смали некој тој анимозитет помеѓу Брисел и моменталната опозиција во државата. Добро, ќе ги видиме бугарските реакции, но еве повторно да се вратиме на изјавата. Вие како што велите, да, веќе тоа не е билатерално прашање, туку е ставено во преговарачката рамка, тоа е веќе европска позиција која ние треба да ја исполниме. Менувањето на уставот, например, за да се одржи втората меѓувладина конференција, но што сака да каже Борел кога вели нема ништо што би го блокирало незиното приклучување кон Европската унија, бидејќи знаеме дека има нешто што би го блокирало, тоа е неменувањето на уставот. Де факто нема да може да продолжат преговорите. Значи, дали оваа изјава повеќе може да се гледа како една мешавина на политичка изјава со ставање на некои конкретни работи за да се испрати една позитивна порака, бидејќи повторно ќе кажам, има нешто што би го спречило, не е дека нема ништо. Да, апсолутно има нешто што би го спречило, тој може би така настапува дури оптимистички, би рекол, дека готово завршена работа е тоа со уставот. Кога тогаш порака, ќе се смени, но ништо друго, поради тоа што кога ќе погледнеме што се случува во нашето општество и како точно се перцепира тоа кај македонската јавност, самото влегување на бугарската заедница во уставот и не се гледа како голема опасност. Меѓутоа, што следува понатаму? Значи, стравот е тоа спроведувањето на вториот протокол, спроведувањето на одлуките кои би биле донесени од страна на мешовитите комисии, значи задирање на тоа што нели кај нас се нарекува идентитет. Така да кога ќе се навратиме на изјавата на Борел, тој мислам дека на тоа адресира, дека нема таква опасност понатаму, иако не се согласувам со таа и со неговата оптимистичност. Мислам дека ќе имаме уште многу проблеми во самиот пат, дури и кога ќе ги отвориме кластерите. Ќе имаме секако проблеми, не очекувам тоа секако да иде да оди мазно и не знаеме ништо носи иднината. Добро, тука главно прашање се, ајде да речеме, идентитетските или историските барања кои би дошле
после. Во однос на кластерите, на бенчмарковите, на преговорите се разбира дека тоа таму знаеме било која земја може да постави одредено прашање или да не блокира за нешто и така натаму. Еве, Црна Гора е блокирана на след процес, не може да мрдне понатаму. Србија, добро, Србија е поврзана и со Косово, но мислите ли дека во преговарачката рамка, во тој така наречен француски предлог, постои можност понатаму Бугарија сепак да не блокира во однос на историски идентитетски прашања, бидејќи гледаме дека постои различно мислење за ова. Владата изричито тврди дека не постои можност, дека тоа што е ставено во преговарачката рамка каде што се реферира на историската комисија не е дел од обврзувачките работи во преговарачката рамка, туку тоа е нешто само што ќе треба да се реферира до Европската комисија и нема да биде обврзувачко, додека други мислат дека не е така, дека па и самата Бугарија вели дека не е така, тие велат дека апсолутно ќе може да блокираат поднос на тоа. Да, што е вашето мислење? Да, и многу од европските представници истото го велат тоа што и македонската влада го вели дека тоа само заклучоците од мешовитата комисија ќе бидат нотирани од страна на take into account, ќе земат во предвид од страна на Европската комисија. Меѓутоа, во самото тоа земање во предвид може да значи некои други работи. Што ако се случи дека извештаат од тие комисии дека македонската страна е деструктивна, да речеме, дека не може да се соработува на никаков начин, дека има нереални барања и така натаму. Тоа може потоа да значи дека ќе продуцира, да речеме, едно ново вето од страна на Бугарија или од некој друг, доколку се создаде некоја лоша волја кон нашата страна. Така да јас сум на тоа становиште дека не ни е загарантирано дека нема да се случува, меѓутоа мислам дека треба да се влезе во оваа игра и во овој процес, затоа што чекањето може само да ни наштети, како што имаме видено и во минатото, особено со спорот со Грција. Добро, друга опција е она што го вели опозицијата, да добиеме подобар предлог, да добиеме подобра преговарачка рамка. Тие велат дека е можно, дека може тоа да го направат, доколку дојдат на власт, дека постои начин. Можеме ли да добиеме подобра преговарачка рамка? Мислам дека тоа е доста детинесто да се очекува дека ќе добиеме, затоа што и самата Европска унија изгуби 2 години со спорот кој го имавме со Бугарија за да стигнат до оваа некоја заедничка позиција и мислам дека нема веќе ни волја тие да инвестираат толку многу енергија во нашите хирови внатрешно политички. Така да апсолутно не се согласувам со опозицијата дека тие можат да избуксуваат некој подобра рамка, а имам сериозни сомневања и во нивните дипломатски можности. Значи, кога Борел кажа среде Скопје, секој што мисли дека може да постои подобар предлог се лаже, така беше, еве цитирам од прилика, значи тоа е тоа. Ова е преговарачката рамка, не можеме да очекуваме да има некакви измени во неа. Тоа го имам слушнато и од неофицијално и од повеќе представници на европски влади кои доаѓале во државата, дека едноставно нема да постои веќе волја за да се биде толку креативен, за да се измисли нешто што повеќе ќе ни одговара на нас. Така да мислам дека ова е веќе take it or leave it, па сега ние треба да одлучиме дали сакаме да го прифатиме и да продолжиме со тој процес или да чекаме нешто да влеземе во еден нов процес, во еден нов период на несигурност кога што ништо не знаеме како ќе се одвива. Вака барем имаме некои елементи во иднината кои ни се загарантирани, речеме знаеме како би изгледал тој процес дури со потенцијалните проблеми во него. Да се вратиме повторно на оваа изјава на Борел и на реакциите на Бугарија. Зошто тогаш, доколку изјавата и како што вие ја интерпретирате, всушност го нотира она што се случува, не е нешто, иако звучи позитивно или звучи дека е на наша страна, ајде да речеме, дека сепак таа не кажува нешто посебно. Зошто тогаш предизвика толку големи реакции на бугарска страна? Бугарскиот председател Радев испрати писма до сите европски лидери, тој вели дека тоа не е така што го кажал Борел, значи потоа вели дека вклучувањето на бугарите во македонскиот устав е само
прелиминарен услов за почеток на преговорите и тоа не ги исцрпува условите што треба да ги исполни Македонија и така натаму. Зошто тогаш бугарите толку ги погоди оваа изјава на тоа? Па може би не бугарите толку колку што го погоди Радев, кој би рекол најмногу поентира во овој момент од македонското прашање. Новата бугарска влада мислам дека сака да се отараси од ова прашање, дека не име толку високо на агендата, и ако ги гледаме бугарските медиуми ќе видиме дека во изминатиот период и не беше Македонија толку голема тема како што ние ја замислуваме овде. Меѓутоа на Радев тоа му одговара, во право е дека уставните измени се прелиминарен услов за продолжување на процесот. Меѓутоа и исто така дека можеби има и други услови кои тој ги нарекува други услови, но тоа се оние кои се прифатени веќе од наша страна во заклучоците на Советот и во преговарачката рамка. А тоа ете, например, говорот на омраза, заштита на бугарската заедница овде, потоа тие некои измени во образовниот систем кои веќе сме ги прифатиле со протоколот. Така да секако дека има и други услови покрај уставните измени. Мислам дека се обидуваат овде некои играчи да создадат слика дека ќе го промениме уставот и толку готово завршена е таа приказна со Бугарија. Дефинитивно не е така. Уште долго ќе се занимаваме со овој проблем. Таква ми е судбината, би рекол. Такво ни е обкружувањето, таква е политичката историја на државата, дека тоа прашање не може да се избегне. Кога тогаш ќе требаше да се отвори и да се решат некои од овие прашања. Можеби не на овој начин, дефинитивно преку вето, можеби ќе беше подобро да се остави тој процес, би рекол, трасиран со договорот за добрососедство, не ете сме каде што сме сега. Да, но јавноста, опозицијата го прави тоа што го прави, тоа е работа, да речеме, на опозицијата, да критикува, да кажува апокалиптични сценарија, но јавноста сепак има едно генерално мислење дека постои стравување дека ставањето на бугарите во уставот не е последно идентитетско или историско барање, ајде да кажеме, дека после Бугарија ќе наметне еден сет на други барања и тоа е главниот страв, што земјава цело време се соочува со давање на некакви отстапки за нешто, значи ние не напредуваме според критериуми кои се ставени за другите земји, според копенхашките критериуми или така натаму, туку имаме некакви прашања кои излегуваат од тие некои општи европски вредности. Да, се согласувам дека тоа е така, меѓутоа, ете, тоа е ситуацијата, такви се околностите и тоа го имаме прифатено. Ние и треба да се држиме кон тоа. Сега прашањето е како се дефинира идентитетските прашања или како се дефинира промена на идентитетот и што тоа значи од оние работи кои ние сме ги прифатиле дека ќе работиме на нив преку историските комисии, понатаму преку интервенции во образовниот систем или политиката на сеќавање, значи одбележување на споменици и така натаму. Што тоа ќе биде спроведено и тоа како тоа потоцна ќе влие на разбирањето на македонскиот идентитет овде. Тука постои некоја опасност, меѓутоа мислам дека тоа може да се донесат некои добри решенија или некои неутрални решенија со сериозна работа од страна на комисиите. Мислам дека не е загарантирано тоа дека ќе се следи бугарската политика, тука и бугарските ставови. Меѓутоа, еве, кажал Радев дека не го спори современиот македонски идентитет и јазик, иако тоа не е вистина, токму поради таа декларација која има за јазикот, дека не го признаваат како посебен јазик, дека тоа само кодификација на бугарскиот и така натаму. Значи, тука има една фактички неточна изјава од страна на Радев. Од друга страна, често го слушаме тоа од бугарските политичари и представници, дека не го спорат современиот македонски идентитет, иако ако гледаме на социјалните медиуми, гледаме како се изразуваат обичните граѓани на Бугарија, тоа не е вистина. И тоа се уште има оспорување и на сегашниот идентитет на македонците. Да, но тоа е веќе и самата таа теза дека не го спорат современиот македонски идентитет е спорна, бидејќи го оспоруваат де факто
етногенезата. Етногенезата или почнувањето на македонскиот идентитет, што е неспоево едно со друго. Не можете да кажете дека ова го признаваме или како што велат они до 45-та не признаваме, од 45-та признаваме. Па ова што го кажавте вие, да, Раде вели така и додава дека Бугарија само реагира на обидите да се изгради идентитет на државата на антибугарска основа со присвојување на бугарската историја слично на обседнатоста на Скопје со антички период до подпишување на договор со Грција во 2018 година. Тука бугарската страна не ни крие дека се обидува да направи нешто што го направи Грција, дека се обидуваат сличен притисок да извршат од позиција на моќ, од позиција на членка на Европската унија. Да, и да постават еден пресек, би рекол, како Да. што имаше со Грција, нели? Да, меѓутоа позицијата на Македонија и особено улогата на македонската страна во историската комисија е мултиперспективноста, така да мислам дека на тоа треба да се држат. Јас не верувам во историјата како екзактна наука пред се. Мислам дека се сето тоа интерпретации и дека преку тие интерпретации може да се дојде до нешто што би се сметало или поволно или еве согласување дека не се согласуваме околу некои работи. Не велам дека тоа е лесен процес и едноставен, меѓутоа се надевам дека така ќе биде додека работи комисијата. Понатаму се извинувам, само малку вода. Да, а во однос на ова што го на ова што го зборувате, значи јасна е бугарската стратегија, каде што тие нивните историски прашања, идентитетски прашања не успеа да добијат доволен одек во европските кругови или кај европските држави, значи не се јави ниту една буквално европска држава која застана на нивна страна и да каже да, ве разбираме за ова сте во право, напротив добија силни осуди, директни критики од многу европски држави тогаш кога беше во ек прашањето, тогаш Бугарија го разбра тоа и ја смени стратегијата. Го стави акцентот на човекови права на бугарите во земјата, дека се дискриминирани, говор на омраза и така натаму. И сега тоа трае. Ситуацијата со Пендиков, ситуацијата со другиот ново освестен бугарин кој е претепан Бекир Кадриовски. Бекир Кадриовски и така натаму. Очигледно е дека сега тие го ставија полето на човекови права и притискаат на тоа, лобираат во европските институции дека тоа им е стратегијата за борба. Да, и дури се жалат, тоа го видовме и во писмото на Радев, дека Македонија лобирала во Брисел и во другите европски центри. Да, тоа ми беше особено интересно. Да, има и верување од моето, да речам, следење на некои така повлијателни бугарски личности на социјалните медиуми, има цврсто верување дека ние инвестираме милиони евра во лобирање, во антибугарско лобирање во Брисел, што мислам дека е тотална лудост да се каже тоа за нашата држава или да се споредиме со Бугарија и нивната дипломатска моќ. Мислам тоа би било добро да е така, но значи познавајќи се самите себе си дека Македонија дава милиони евра за некакво лобирање е навистина, значи исто се согласувам, небулозно тврдење. Да, небулозно тврдење е сега таа стратешка некоја промена кај нив која се случи да се свртат на човекови права, за нив мислам дека беше паметна затоа што тука можеби ќе најдат некоја поддршка. Меѓутоа гледаме една интересна игра овде, а тоа е дека тие луѓе кои тврдат, кои бугарската страна тврди дека се дискриминирани, дека имаат проблем со вработување, со закани, со насилство, немаме никакви податоци или докази дека тие отишле во македонските институции да се жалат и да интервенираат. Или во македонските невладини организации да им помогнат тие, оние барем кои се занимаваат со заштита на човековите права. Туку директно одат во бугарската амбасада овде или одат кај Румен Радев. Така да тука мене ми изгледа како некоја нечиста игра и неискрена
борба за човекови права, или ода ако може директно да кажеме. или во Археј или во Европскиот парламент и таму директно да се жали. Или така директно. Меѓутоа знаеме дека прво треба да се исцрпат домашните инструменти за заштита, па потоа да се оди во странство и да се бара поддршка, а тука тоа, значи едноставно на нашите институции не им е ни дадена можноста да реагираат во правиот момент. Ако ги гледаме и случаите на говор на омраза, ако не се лажам, во последните 2-3 години имаме еден или два случаи само на такво нешто. А ако ги отвориме социјалните медиуми, ќе се навратам повторно, имаме огромен говор на омраза и од двете страни. Апсолутно се согласувам дека има антибугарски говор на омраза во Македонија и во македонските социјални медиуми, меѓутоа еднакво лошо е и од бугарската страна. Тука знаеме дека си имаме согласено на некој реципроцитет, меѓутоа поради слабата позиција пак товарот паѓа повеќе на наша страна. Да, но кога зборуваме сега за ова што го кажавте вие за состојбата со човековите права, за дискриминацијата, и вие нотирате дека нема официјални пријави, тоа значи дека системска дискриминација на бугарите во Македонија не може да се докаже, бидејќи едноставно нема податоци за такво нешто, освен поединични случаи кои сега излегоа, како што ги спомнавме, претепувањето на Пендиков и Кадриовски, кои сепак институциите ги процесуираат, сете тоа си е проследено и ставено во процес. Од друга страна, пак имаме податоци за системска дискриминација во Бугарија од Европскиот суд за човекови права. Таму имаме 14 пресуди кои се веќе донесени, имаме уште процеси кои се во тек во судот, каде што таа дискриминација апсолутно се нотира. И сега имаме една состојба која е прилично апсурдна, ајде да кажеме, дека земјата која обвинува за дискриминација има доказ од Европски суд за човекови права за дискриминација, тоа е подкрепено со пресуди, а земјава која обвинуваат нема никаква тука официјална потврда за такво нешто, бидејќи едноставно нема пријави за такво нешто. И би надополнил извештајот од Советот на Европа кој беше усвоен во парламентот на Советот на Европа, каде што исто така се нотираше, да речеме, некоја дискриминација против ромите, меѓутоа бугарската заедница и таму не беше спомената, имаше и амандмани од страна на бугарските представници таму и знаеме дека имало и лобирање за да се прифатат барем некои од тие амандмани и да влезе тоа за подоцна да биде користено како некаков доказ, меѓутоа тоа не било прифатено. И го имаме тоа, ги имаме извештаите на Европската комисија каде што никогаш дискриминацијата против бугарската заедница не била спомената. Дури напротив и не се не нотирале во последните неколку години некои посебни проблеми во однос на малцинските права во оваа држава. Така да имаме тоа повторно една асиметрија, би рекол, меѓутоа ние немаме тука никаква моќ. А во однос и на договорот за добрососедство, понатаму и на преговарачката рамка, ние си имаме обврзано да не превземаме никакви действија или мешање во внатрешните работи на бугарите, на Бугарија, особено за граѓани на Бугарија кои не се и македонски граѓани. Тука нели знаеме колку македонски граѓани имаат и бугарско државјанство, меѓутоа обратно тоа не е случај. Многу малку бугарски државјани имаат и македонско државјанство, барем од таа македонска заедница таму. Така да тука не знам како тоа може да се реши. Јас не очекувам дека било што ќе се промени во оваа насака, дека едноставно Бугарија нема да ги спроведува одлуките на Европскиот суд за човекови права, поради тоа што велат дека тоа е во спротивност со нивниот устав. И на тоа ќе остане. Да, во однос на таа стратегија стратегија за борба за јавното мислење на Европа во однос на спорот, опозицијата кај нас најави дека тие кога зборуваат дека ќе добијат подобра преговарачка рамка, тие бараат и гаранции, како што кажа, од Европската Унија за македонскиот идентитет, за дека нема да има во иднина идентитетски барања од страна на Бугарија, зашто ние веќе дебатираме дали е тоа можно да се добие. Тие велат дека ќе разговараат со неколку европски лидери. Прво ова како прашање, можно ли е тоа? Можно ли е такви гаранции да се добијат од Европската Унија, од Европскиот совет, не знам, од Европската комисија, од некоја институција, дека
Бугарија веќе нема да има идентитетски барања доколку го смениме уставот. Дали е тоа можно? Па тука мораме малку да си играме со јазикот и со изразувањето. Веќе ќе нема идентитетски барања. Не може веќе да нема идентитетски барања кога тие се влезени во самата рамка. Така да веќе ќе нема можеби да се мисли на некои нови барања кои излегуваат од таа рамка. А меѓутоа на тоа на кое сме се договорени не мора да значи дека ќе навлегува во идентитетот. Меѓутоа тие гаранции јас не знам како би биле дефинирани, да бидам искрен. Што значи идентитетот ќе биде загарантиран, дека нема да се промени името на заедницата? Мислам дека тоа Бугарија нема да го спори, да бидам нели македонци, македонски јазик е друго, меѓутоа македонци. Нема да го спори, нема да може да го наметне. Не знам навистина какви би биле тие, освен некои декларативни, значи изјави кои немаат тежина. Треба да биде можеби тоа некој многу конкретен документ што значи идентитет, ама тоа ќе влеземе па во некои академски расправи. Така да не знам навистина какви може тие да бидат гаранции што за кои вели опозицијата. Еве интересна е декларацијата на Бундестагот која излезе пред некој ден, за која од бугарска страна веруваат дека тоа е резултат на македонско лобирање повторно, за која не се слагам. Мислам дека е повеќе германска иницијатива за да ги одоброволи ВМРО ДПМН кон уставните измени. Слушнавме дека такво нешто се спрема и во Франција, а најавуваат и во некои други држави. Значи индивидуално имаме некои афирмации за идентитетот. Меѓутоа и тоа не се гаранции за идентитетот. И тоа се афирмации, пружање рака на помош, добра волја, почит, сето тоа дека не ве тргаме на страна, не се согласуваме со тие кои ве негираат. Добро, тие што тврдат дека ние сме излобирале да се состанат пратениците во Бундестагот и да гласат за нас, дали не знаат можеби дека ние не можеме нашето собрание да го собереме за важни работи да изгласаат нешто, а камоле да излобираме целиот Бундестаг да се состане, па уште и да излобираме да има мнозинство да изгласаат резолуција за нас. Навистина мислам тоа се, повторно ги кажам, апсурдни тврдења. Па не само апсурдни тврдења, него и докажуваат колку тоа малку се познаваме ние, дека не ги разбираме околностите во едната или во другата држава. Да. Кога сме кај резолуцијата на Бундестагот, како што вие велите, таа е афирмативна, гест на добра волја, покажува една поддршка, ајде да кажеме, за земјава. Не е тајна дека треба да представува и поддршка за уставните измени, да даде еден поттик за нив, но и таа резолуција најде на спротиставени перцепции за неа во земјава, значи за веднаш од опозицијата дојдоа некои релативизирачки тонови за тоа, па и дека не е толку важна, дека и во минатото Германија носела такви резолуции, па не значи тоа ништо. Од власта пак ја обвинија опозицијата дека нивната сестринска партија ЦДУ не гласала за неа, дека тие па не лобирале. Значи, една резолуција која требаше да биде еден, сепак Германија како економски најмокна европска држава, требаше да ни биде еден потик за нас, се претвори повторно во некаква причина за подлоби во земја. Да, значи никогаш не можеме да бидеме задоволни и наивно е, повторно ќе го употребам зборот наивно, дека се ќе биде совршено како ние сме се замислиле и така да во однос на ЦДУ и ЦСУ и нивното, тие имаат изјавено дека не би сакале да дават некој преференцијален статус на ниедна од земјите кандидатки, дека сакаат да го наблюдуваат регионот како регион, а не да се концентрираат на одредени држави, поради тоа наводно не гласале, доколку тоа е вистина секако е тоа, меѓутоа такви се изјавите. Во однос на тоа секако дека мора опозицијата и некои други актери во државата да го намалуваат значењето на оваа декларација. Затоа што тоа може би значело и некоја победа на власта во овој момент, или барем некоја мала победа која тоа не им одговара. Добро, но треба ли, гледаме дека во соседна Бугарија, например, покрај сите разлики, дека во однос на Македонија се чини како да имаат еден унифициран став, без разлика која партија се работи,
мала партија, парламентарна партија, парламентарна, десница, левица. Кога се зборува за Македонија, тука нема како да немаат разлики меѓу себе, што не е случај и во земјава. Ворете политичката борба, ворете борбата за власт, ворете се обвинувањата за тоа кој што направил, дали е добро или лошо, но мислите ли дека некои одредени точки на консензус мора да постојат околу кои треба да постои слога? Например, повторно ќе се вратам резолуцијата на Бундестагот. Каква и да е, од кого и да е изгласана, од кого и да е излобирана, каква и да е донесена, тоа е знак на поддршка на најмокната европска држава и мислам дека тука не би требало барем околу тоа да се дебатира понатаму што значи таа резолуција. И ова само како повод го кажам, но не се повторува константно. Значи немаме став заеднички. Има многу поделеност по идентитетските прашања во државата сега. Како се сеќавате, ако се вратиме еве 10 години или малку помалку назад, го имавме тоа, патриотите, предавниците, поделбите антички, неантички, словенски. Имаме несогласувања околу многу од улогата на многу од дејците на ВМРО или понатаму ВМРО помеѓу двете светски војни, каков етнички признак, национален признак ќе им дадеме. Така да и ние самите со себе си немаме консензус околу многу од тие прашања. Едни струи повеќе ги ја следат официјалната историографија создадена за време на Југославија, други малку пробуваат да рехабилитираат некои личности кои биле можеби оцрнети за време на Југославија, така да има многу прашања по кои сме поделени и не можеме да очекуваме сега дека ќе бидеме единствени. Сега, што се однесува на резолуцијата во Бундестагот, која се сметам за позитивна, истата логика е она која користи ВМРО ДПМН во однос на уставните измени. Сега веќе тие немаат рационални ставови зошто не треба да се изгласаат уставните измени, излегува со нека формулација бугарски диктат, скоро и дека само под овие околности нема да гласаме, а не кажуваат зошто е тоа штетно за државата. Знаеме зошто е корисно за државата, ама не знаеме зошто е штетно за државата да се внесе тие неколку заедници повторно во уставот. Така да мислам дека тука е некој инат, повторно ставање на краткорочните партиски дневнополитички цели над тие националните цели, нешто што е интеграцијата во Европската унија имаме тука консензус помеѓу сите релевантни политички чинители наназад со години за време на нашата независност, имаме консензус. Барем декларативен. Барем декларативен, сите повеќето, 90% од политичките партии кои влегле некогаш во парламентот, кои имале таа стратешка определба, така да тука имаме. Сега, го ставаат тоа настрана за нешто што е дневно политички, за тоа за да може да покажат некаков отпор да би добиле избори, а меѓутоа за последиците ни тие самите мислам дека не се сигурни, а и ние не сме сигурни какви ќе бидат уште повеќе одлагања. Да, ова што го кажавте за во однос на тоа за ставањето на бугарите во уставот, да, точно е, ВМРО ДПМН и самите велат, ние немаме ништо против самото ставање на бугари во уставот, дури и самите велат дека не гледаат нешто, некаква опасност тука или спорно, но да, велат, имаат проблем на начинот на кој што се прави, дека тоа е по бугарски диктат и така натаму. Гледате ли вие некаква опасност, ајде да речеме, од самото ставање на бугари во уставот, со оглед на тоа со бројот на бугарски државенства кои ги имаме, со бројот на пасоши дадени, но и со бројките кои излегува на пописот за бугари во земјава. Дали нивното ставање во уставот каде што ќе бидат набројани како дел од народите кои живеат во земјава, постои некаква опасност, ајде да речеме, за зголемување на нивната бројка во иднина или нешто слично? Може би било зголемување на некоја бројка, да. Меѓутоа сега конкретна опасност или некоја закочување на институциите или било што, не знам како тоа, што би било поразлично тоа што веќе се случува во државата кога се зборува за односите помеѓу етничките заедници. Да, мислам дека е доста, може би и смешно тоа дека само 3.500
етнички бугари или самодекларирани бугари ќе влезат во уставот, но тоа се ете тие околности кои ги имаме. Може би има и повеќе луѓе, може би има луѓе кои сепак имаат некој страф да бидат етикетирани како такви. Може би ќе се зголеми тој број, не знаеме. Да, но сепак изјаснувањето и во пописот е анонимно, тоа никој не знае како вие сте се изјасниле, освен попишувачот. Меѓутоа гледате сега дека со измените за матичните книги дека можете да ви биде запишано во изводот и етничката припадност, и сега гледаме тука акции од страна на Бугарија каде ги повикуваат луѓе да се запишуваат како бугари и да вадат изводи од матично. Може би тука и ќе видиме некој доказ дали навистина има 3.500 или не. Но и тоа ми се чини дека е некаква манипулација, па сега од тие бугарски организации, бидејќи што има врска дали вие ќе се запишете во изводот како бугарин, мислам дека условот за добивање на бугарско државенство е да се изјасните како етнички бугарин, вашите предци да дадете доказ дека биле бугари. Вие и онака одите таму се изјаснувате, што е важно дали имате извод во кој пишува или не пишува, мислам дека тоа како да се работи за една манипулација сега па од тие бугарски организации кои тоа го прават. Да, се согласам за манипулацијата, меѓутоа така им одговара да кажат дека еве нешто ново добивме сега. Уште еден елемент, затоа што во последните неколку години има доста поплаки од страна на овие бугарски организации дека потешко се добива државјанство сега, дека подолго траат тие процеси на добивање, дури дека има луѓе кои биле одбивани за државјанство. Мислам дека тоа е резултат на оние скандали со купување и продавање на државјанства. Има неколку скандали таму, открија големи групи, да. Така, и сега тоа се работи многу активно и во Албанија, се работи многу активно и во Косово на таа тема, кај гораните во Косово, кај македонците или словените, да бидеме најполитички коректни во Албанија. Се работи многу, меѓутоа имаат и веќе даваат некои ветувања, пишете, извадете го тој извод и тоа многу ќе ви олесни процесот на добивање на државјанство. Меѓутоа немаат никаква гаранција за тоа, така да се согласувам дека е манипулација. Да. Добро, во однос на ова со изводите има многу големи спротестувања на експертите во државава за тоа, како и кажано е дека е спротивно и на европските практики и пракси, дека тоа никаде не се запишува етничка припадност. Дури е тешко таа категорија во западните земји да се објасни што е тоа етничка припадност, бидејќи таму има националити, се става националити и понатаму тука завршува целата приказна. Не знам како во ајде да речеме во Соединетите американски држави да се изјаснуваат луѓето како американци, како пољаци, како не знам луѓе кои потекнуваат од некаква заедница. Некогаш дури им е чудно тоа што кај нас се случува и велат и дека е спротивно и на европската пракса. Да, јас дури очекувам или се надевам дека тоа би паднало и на Уставен суд, дека таа одлука ќе се промени, затоа што мислам дека е нелогична и неевропска и ситно политичка би ја нарекол. Знаеме зошто всушност се случува, затоа што има луѓе кои се запишуваат како некои заедници кои не се доволно представени во одредени институции за да полесно би добиле вработување, меѓутоа можеби тоа треба да се реши на некој друг начин, не на ваков. Да, и особено што би било врзувачки, значи да мора. Еве има па луѓе можеби не сакаат да се или одмешани бракови кои едноставно немаат силно чувство на припадност кон една и кон друга етничка заедница, значи тоа се навлегува во интимата на луѓето непотребно. Да. Добро, она што го кажавте пред малку кога зборувавте за историјата, за начинот на кој таа се перципира, ајде да не бидеме само цело време да го ставаме акцентот на бугарска страна, да видиме малку и за тоа, да бидеме малку и самокритични, ајде да речеме. Може, вие сами откажавте за тоа дека некои ја толкуваат југословенската страна на историјата или како е пишувана во Југославија, некои се обидуваат поинаку и така натаму. Имаме, можеби и ние некоја доза тука на вина за тоа како по инерција сме го превзеле тој систем и не сме направиле некои можеби измени во историјата каде што би биле поискрени, ајде да речеме, во однос на процесите.
историјата треба да се гледа мултиперспективно, како што кажавме, се е тоа во ред, но има некои работи кои ние самите не сме ги ставиле, затоа еве да бидеме поконкретни. За ова инаку сум зборувал во ова исто студии со наши историчари, сум ги прашал истото прашање за тоа како одредени историски личности во делот се изјасниле. Ние тоа не сме го ставиле во нашата историја, па потоа да објасниме контекстот и така натаму. Едноставно некои работи сме ги премолчиле. Да. Имаме многу работи кои сме ги премолчиле или кои не сме биле, не сме ги земале сите податоци или сите историски извори во предвид кога сме го пишувале тоа. Така да се изразам најкоректно. Од една страна, тоа е многу нормален и очекуван процес на градење на нација, или ако не градење, барем за цврстување на нацијата, значи тоа историографија. И во тоа смисла апсолутно не сме никако уникатна држава и сите држави во околината го имаат правено тоа и пошироко би рекол, дека тоа е едноставно таков процес. Гледаме и на запад и на многу други места процеси каде што ако не се пишувало за геноцидот од некое домородно население, еве скоро имаше во Австралија, каде сега се менуваат тие работи, па има декларации каде што се извинуваат или има посебно признавање на лошите дејства на државата во минатото. Тоа е еден процес на растење на општеството и на државата. И мислам дека и историјата или историографијата не е напишана во камен, дека може да се менува и се менува во сите држави, некогаш во многу поболни процеси и побрзо, некогаш многу поинкрементално и споро. Така да неминовно е тоа дека ќе се случува и кај нас, меѓутоа тоа е многу повеќе работа на научната заедница да се занимава, не свака со политички одлуки. Да. Добро, да се вратиме ние на евроинтеграциите, на процесот. Доколку земјава не ги направи уставните измени до ноември, кога треба да се одржи втората меѓувладина седница и кога фактички треба да почнат да се отвараат поглавијата, имаме ли некои представи или анализи што би значало тоа за процесот? Значи, во однос на тоа, доколку не се одржи втората меѓувладина седница, која инаку е закажана и која Бугарија, например, не може да ја одложи со некои нови барања, тоа е завршена работа, доколку не се одржи поради неменување на уставот, што ќе се случи со неа? Кога потоа би се одржала? Знаеме ли нешто за тоа? Треба ли повторно да се закажува? Што ќе значи тоа за процесот? Да, еве да речеме, значи ништо не се случува, не се донесени уставните измени, претпоставам дека после тоа ќе имаме избори, можеби веднаш после тоа или како што се закажани. Па потоа ќе влеземе во нешто, значи тоа евроинтеграцијскиот процес ќе запре целосно. Ќе заврши скринингот. Ќе имаме извештај и тоа е тоа, значи ќе не чекаат нас условно кажано да се одлучиме што сакаме да правиме. Теоретски, како што очекува опозицијата дека ќе ги добие изборите, така или индицираат некои анкети, еве да речеме дека ќе се случи тоа и опозицијата ќе ги добие изборите, треба да дефинираат што е тоа, под кои услови тие тогаш ќе гласаат. Тоест треба да дефинираат што е тоа тргање на бугарскиот диктат. Дали тоа е само ние да сме на власт или има нешто друго, некој очекување. Тука значи тоа е една точка на несигурност. Што е тоа? Што е тргањето на бугарскиот диктат? И да кажеме дека еве ќе се дефинира на било кој начин тој бугарски диктат ќе се тргне и тогаш ќе се настапи гласање. Тоа е нова преговарачка рамка за која зборувавме дека па можеби нешто друго, не знам дали е нова преговарач. Можеби ќе прифатат нешто друго кое нема да биде интервенција во преговарачката рамка, него на некој друг начин ќе се дефинира тоа, еве. И, значи, повторно ова е подобро сценарио, отколку да се отвара повторно нова преговарачка рамка, па да се има консензус во целата Европска унија и така натаму. И да речеме дека ќе се дојде до тие уставни измени и потоа ќе се чека да се закаже, затоа што нема да биде закажана таа втора меѓувладина конференција. И потоа ќе се чека на отварање на кластерите, ако тоа се случи. Значи,
губени уште 2 години, мислам дека минимум ќе имаме во самиот процес. Целиот процес ќе се одоговлечи. До 2025 година, можеби при крај на годината, започнеме да отвараме кластери. Наместо да почнеме сега веднаш. Наместо да почнеме сега веднаш. Премиерот Ковачевски вчера изјави дека се уште нема конкретен датум за владнена седница на која би биле ставени на ред уставните измени, потоа тие треба да одат, знаеме, во собрание, но Ковачевски вчера кажа, изрази уверување дека и ВМРО ДПМН ќе се приклучи на носењето на одлуки за уставните измени во текот на наредниот период. Ми се чини изјава која е повеќе политичка отколку реална или суштинска. Бидејќи не гледаме на страна на опозицијата нешто што би значило промена на став. И изјава која повеќе пати споменувана и од страна на премиерот и од страна на други представници на власта, дека очекуваат дека ВМРО ДПМН ќе го промени својот став. Така да тие цело време пробуваат да бидат оптимистични и да му дадат некаков поттик, би рекол, на ВМРО ДПМН, како што гледаме се уште нема успех тоа. Би рекол дека имаше одредена доза на оптимизам, дури јас самиот имав после таа лидерска средба, каде што почна со некои комбинаторики да дуи да излезе од власта и така натаму. И мислев дека тука ќе се најдат можеби во некој политички пазар и некој договор, меѓутоа таа надеж спласна прилично брзо после тоа. Секако барањето од страна на Мицковски уставните измени да стапат на сила кога ќе биде ратификуван и договорот за пристап во ЕУ беше тотално нереално, затоа што тоа нели е веќе договорено како треба да тече тој процес, така да повторно сме на нула. Можеби се случува секако нешто зад кулисите и дека има зголемена активност на западните дипломати да ги убедат на еден или друг начин, меѓутоа ова што го гледаме мене се уште не ми влева надеж и оптимизам дека ќе се убедат. Има и втора опција, а тоа е собирање на мнозинство за гласање на уставните измени, значи не подразбира инклузија на целата пратеничка група на ВМРО ДПМН, туку на одредени пратеници, нешто слично како со Преспанскиот договор. Знаеме како таа епизода заврши со сите последици кои ги имаше. Верувате ли во таква сценарија, дека и тоа е можно? Тоа е едно од сценаријата кои се возможни, меѓутоа сигналите кои јас ги гледам, особено од пријателите, партнерите во Европската Унија, ама и во Соединетите Американски држави, дека има многу помала волја за поддршка на такви чекори. Малку проблематични, дубиозни, каде што се нуди неказнивост за дела, каде што се нудат бизнис делки и така натаму за да има согласност од страна на некој од пратениците на ВМРО ДПМН. Мислам дека волјата за такво нешто е многу помала, особено заради акцентот кој го ставаат на борба против корупцијата. Така да дури ни тука не очекувам дека ќе може да се направи нешто. Да, во однос на процесот на проширување на волјата на проширување, неколку пати е тоа кажано од европските представници, дека војната во Украина на некој начин представуваше катализатор на волјата за проширување на Европската заедница, дека создаде нов моментум кој беше успорен претходно, знаеме се и она фамозно вето на Макрон, ако можеме вето да го наречеме, па новиот начин на преговори, сето тоа што се случаи, дека војната во Украина сега на некој начин повторно ја отвори дебатата за проширување и донесе еден нов позитивен сигнал на кој ние треба да го искористиме сега. Доколку не го искористиме, дека повторно ќе западнеме во некаква летаргија на процесот. Па да, јас се согласувам со тоа. Мојот главен проблем е дека не знаеме. Не знаеме, можеме да очекуваме, можеме да претпоставуваме, но не знаеме ниту како ќе се одвива самата војна, ниту кои ќе бидат директните импликации кон самата поставеност на Европската Унија и заради тоа мораме сега да го искористиме тој момент кој го имаме. Може би едноставно ќе направат некоја рационална пресметка во Европската Унија дали вреди да се вложува енергија и време на овој проблем со Македонија или да ги оставиме да си се борат самите со себе, а да се концентрираме на источното партнерство на Молдавија и Грузија и Украина.
Што ако се случи тоа? Што ако е така пресметката дека едноставно порационално име само со ова да се занимаваат, а тука нас да не остават така? Да, и тогаш ние ќе останеме нешто како порано што се зборуваше како некакви придружени членки, како некакво ова источно партнерство, тоа е друга форма, нешто или многу зборуваа и дека Берлинскиот процес или Опен Балкан кои се слични, дека се некаква субституција исто така за членство. Значи тоа би било нешто, некакви опашки на Европската унија. Да, тоа е возможно. Меѓутоа што ако само ние останеме или останеме само заедно со Босна и Херцеговина и Косово како третирани како такви, а Албанија, Србија и Црна Гора напредуваат во самиот процес. Но многу е известно дека доколку ние сега не направиме уставни измени, дека Албанија ќе продолжи со процесот. Да. Бидејќи навистина ќе биде тешко веќе за Европската унија да го одржи тој пакет заедно Македонија и Северна Албанија, бидејќи зошто Албанија веќе би чекала да продолжи со преговорите? Да, и тогаш ако им биде полесно да не стават во пакет со Косово и со Босна и Херцеговина, многу по-проблематична позиција, многу по-неповолна позиција за државата. Да, секогаш на крајот на колоната. Да. Добро, ви благодарам за ова интервју. Ви благодарам на поканата. И со ова интервју за прашањата за евроинтеграциите го завршуваме и ова студио 10. Ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со програмата на телевизија 24.